Распределбата на мандатите, односно добиените мандати од подносителите на листи на кандидати за овие избори е следната. ВМРО ДПМН е 51 мандат, ДПА 2 мандата, ДУИ 10 мандата, СДСМ 49 мандати, Коалиција Алијанса за албанците 3 мандати и БЕСА 5 мандати. ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија извојуваа 10-та победа поред и го добија мандатот за составување нова влада на Република Македонија. Веднаш по пресконференцијата на Државната изборна комисија, членови и симпатизери на ВМРО ДПМН ги преполнија плоштадите низ државава. Со оглед на тоа што дијаспората не освои ниту еден пратеник, новиот состав на собранието ќе брои 120 пратеници, односно потребни се минимум 61 пратеник за формирање на влада. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски оцени дека станува збор за победа со особена важност и тежина со оглед на околностите. Според Груевски, веќе се пристигнати голем број на честитки за новата победа и очекување за формирање на нова влада. Ние секако ќе пристапиме кон преговори за коалиција, преговори за формирање влада и конечно треба да создадеме услови кризата во Република Македонија да заврши. Народот тоа го очекува, тоа го бара од нас. Преку глава му е од кризата и од сите оние што е правеа оваа криза. Конечно треба да се вратиме на патеките на економијата, на патеките на отворање на нови работни места во Македонија, зголемување на платите, на пензиите, на субвенциите, правење на проекти со кои што ќе се решаваат проблемите на сите граѓани на Република Македонија. Она на што исто така ќе бидеме фокусирани во наредниот период е да се намали јазот помеѓу граѓаните, политичкиот јаз. Нашиот политички опонент СДСМ во желбата да не победи, внесе многу гнев, многу омрза, многу голем јаз се создаде помеѓу македонскиот народ и помеѓу граѓаните на Македонија, а понекогаш и во некои моменти и помеѓу различните етнички заедници. Тоа треба да престане. И јас лично, и новата влада, и ВМРО ДПМН ќе работиме на намалување на тој јаз и на едно обединување со кое што сите граѓани на Македонија, заедно со новата влада ќе градиме Македонија како земја со многу повеќе работни места, повисок стандард и земја која ќе се движи кон НАТО и кон Европската Унија. Пораката која Груевски синок ја упати е дека новата влада ја очекува макар трпна работа за исполнување на ветеното. Главна порака вечерва е дека треба што побрзо да се формира новата влада, да продолжиме со силното темпо на работа, да се вратиме на патеките на економијата, да се вратиме на патеките на сите реформи, вклучувајќи ги оние поврзани со членството во Европската Унија и НАТО, и на отворањето на нови работни места во Македонија, како и подршка на сите категории граѓани кои треба да добијат понатамошна подршка, кои што се исто така дел од нашата програма. Имаме ветено многу работи во програмата, ќе ни треба многу енергија, многу труд да ги спроведиме, но таа енергија имаме. Таа енергија имаме затоа што вие ни ја внесувате таа енергија. Уште вечерта во неделата, покрај очигледниот пораз, Заев побрза да прогласи наводна победа. Инаку Заев во неколку наврати најави дека ако ги загуби изборите, ќе поднесе оставка и ќе се повлече од политичката сцена. Ваквиот став Заев го повтори по гласањето кога изјави дека ако на вакви значајни избори се случи негативен резултат, тогаш ќе му заврши политичката кариера. Во вакви околности, ако имаме регуларни фери демократски избори, јас сум убеден дека ќе победиме, но треба да дадам одговори на вашето прашање што ако изгубиме. Истата вечер ќе ја поднесам мојата оставка од сите политички и општествени функции и ќе се вратам дома на децата и на моето семејство. Синок ја за време на прославата струмичани го подсетија Заев дека треба да си остане на зборот и да си поднесе оставка.
СДСМ го компензираше поразот и со огромна поддршка од етничките албанци, откаде според првичните оценки добиле околу 60.000 гласа по идеите и најавите на првиот опозиционер Заев за воведување на двојазичност на територијата на Република Македонија и федерализација на државата. ВМРО ДПМН освен во апсолутни бројки околу 20.000 гласа, го победи СДСМ и во 5 од 6 изборни единици. СДСМ единствена победа ја оствари во првата изборна единица, но загуби во втората, третата, четвртата, петата и шестата изборна единица.